Преку низа пригодни активности, Општинската организација на Црвениот крст од Крива Паланка ја одбележува неделата посветена на солидарност. Како дел од традиционалната недела се организира собирна акција со цел да се потикне чувството на хуманост, заемност и солидарност кај граѓаните, пред се кај младата генерација за меѓусебна помош и поддршка, секако и за да се обезбеди соодветна помош за најранливите категории население. И овој пат одговорните ангажираа голем број волонтери, главно од нашите основни училишта, меѓутоа и возрастни. Собираат донации за помош на загрозени лица од руралните средини, за стари луѓе и за сите на кои што им е потребно. Од Општинската организација наведуваат дека акцијата е традиционална, најмногу е насочена кон граѓаните. Волонтери делат и пропаганден материјал за да се зајакне свеста за солидарноста, истакна Анка Стојановска од локалната организација на Црвен крст. Неделата на солидарност е традиционална активност на Црвениот крст на Република Македонија. Согласно календарот, претежно се одбележува во месец април, така да ова година од 22 до 28 ќе се преземат различни активности со цел да се обезбеди материјална помош, парични средства, материјалната помош во храна, облека, со која што ќе може Црвениот крст да действува, да укажува помош на различни категории, ранливи категории на население. Како и многу пати досека, во акцијата ќе бидат вклучени некаде 70 до 80 млади волонтери, 20 на возрастни волонтери. Во училиштата доставивме соодветни упатства да се оформат собирни пунктови каде што учениците кои претходно ќе бидат информирани ќе можат да донесат на пунктот сето она што сметаат дека може да го подарат на Црвениот крст. Некоја новина можда се уште не традиционална од пред 2 години. Тоа е оној принцип, оној метод од куќа до куќа. Како што реков, веќе 3-та година на овој принцип се спроведува акцијата. Како општинска организација добиваме 300 флаери и 300 коверти. Со нив ги делиме на територијата на целата општина. Ги задолжуваме мобилните тимови со ковертите и тие ги посетуваат луѓето во нивните домови, промовирајќи акцијата, кажувајќи им што треба и доколку некој сака да донира, добива дел од флаерот. Од искуствата од минатото за време на седмицата на солидарност, бројот на оние кои што даруваат е речиси идентичен. Кривопаланчани, вели Стојановски, имаат волја за дарување, меѓутоа секогаш постои можност за поактивно давање помош на оние на кои што им е најпотребна. Пак досега сите акции имале резултати. Тоа зависи колкав труд ќе вложиме ние, колку ќе се внесеме во акцијата, колку ќе бидеме добро организирани. Луѓето се хумани, секој пат даруваат кој што има и колку има. Волонтерите се прекрасни, се вложуваат себе, така да ги посетуваат и домовите и работните организации, ако треба и по неколку пати, 2-3 дена ни се на располагање во општинската организација на Црвен крст. Во училиштата исто така наоѓаме разбирање околу оние собирни пунктови, околу ослободување на волонтерите за да ја завршат оваа хумана задача. Во сите училишта, и во Ранковци, Псача, Мождивњак, Илинден, во Нерав, наставниците исто така се ангажираат, доаѓаат, земаат промотивни материјали, ги информираат децата, за да ги намалат трошоците, она што ќе се собере, сами го донесуваат овде. Така да се надеваме дека сите овие работи ќе бидат повторени и испочитувани и овој пат и акцијата ќе има успех. И ги замолувам граѓаните да ги отворат своите порти, своите врати и срцата и да подарат кој колку може и колку сака.
Разговаравме и со дел од членовите на тимовите кои што ќе учествуваат во собирната акција под мотото од куќа до куќа, наменета за обезбедување на помош за ранливи целни групи. Се пофалија со одлично искуство и подготвени тргнаа во поход. Јас сум Анабела Ѓорѓиевска, Александар Лековски, Михаела Николовска и Матеј Кокоромановски. Денеска сме по повод да им помогнеме на луѓето, односно на луѓето што им треба помош, да им се даде поддршка со цел да постигнат поголеми резултати. Добро, кажи ни што всушност конкретно ќе опфати тоа. Оваа недела одбележуваме недела за солидарност и по тој повод што ќе правите конкретно? Може да се ќе одиме по куќите или по други места со собирање на пари или со пари кои што ќе им помогнат на луѓето, може да се собира и облека и други работи, прехранбени производи и други работи. Може да ни се представиш и ти да ни кажеш кои места се планирате да ги посетите? Јас сум Душан Ангеловски, ние планираме да ги посетиме, значи Анабела и Михаела ќе го посетат од Сичко мала, а ние тука ќе се шетаме по продавниците по низ централната градска подруčje. Кажи ми, прв пат ли учествуваш ти во вакво нешто или и досега си била волонтер на Црвениот? Не, јас учествувам по пети пат. Кој оделение сте сите вие? 8. Сите сте 8 оделение? Да. Добро, се пријавувавте сами од школа во одбрава, Анабела, можете ми кажеш? На одбрава од училиште. Со тоа дојде луѓето од Црвен крст и не одбра нас, за да им помогнеме на луѓето. Добро, мислиш дека е доволно само една недела вака граѓаните да се истакнат со својата хуманост и со солидарноста или треба во текот на целата година? Во текот на целата година луѓето може да ја искажат својата солидарност и својата хуманост преку повеќе работи во Црвениот крст. Ти ни спомена нешто, што се друго може, што ќе им препорачувате на луѓето, каде може да ги остават сите работи? Луѓето сите своји работи може да ги остават во Црвениот крст. Кажи ни ти од кога си во Црвениот крст, имаш ли претходно нешто правено во оваа насока? Предходните 2 години јас сум во Црвениот крст, учесник во Црвениот крст. И кажи ми, тешко ли е тоа, дали можеби имаш препорачуваш на некои од помали од тебе, на луѓе постари од тебе да прават? Не е тешко и препорачувам на секој човек кој има можност, односно кој може да се вклучи, ако има можности, може да се вклучи во Црвениот крст. Може да им помогне на луѓето, може да им обезбеди на луѓето подобар живот. Душан, ти имаш и нешто да ни кажеш, некоја порака да со граѓаните цела недела имаат можност да се истекнат со својата хуманост? Па подобро е да донираат за тие што имаат посебни потреби. Сите кои што имаат нешто кое што може да го донираат дома, да го донесат и да го... Да, може во Црвениот крст. Значи, доколку некој ви тропне наврата со мисија за поддршка на ранливите групи, постапете како што е правилно. Од Црвениот крст порачаа хуманите луѓе да подарат облека и обувки, храна или средства за лична хигиена, доколку можат и пари, со што ќе им помогнат на целните семејства. Хуманите граѓани можат да се потрудат и да донираат храна, обувки и облека, средства за хигиена, како и постелнина во општинскиот Црвен крст. На идентичен начин, седмицата на солидарност ќе се одбележува на секаде во Македонија. Бидете и вие солидарни, бидејќи и најмалата е значајна помош.